100 дена по преземањето на функциите, градоначалниците од Истокот денес се отчетуваа за сработеното. Зад првите 3 месеци од мандатот на Иван Јорданов стојат над 40 започнати проекти, од кои 16 се реконструкција на улици и патишта и голем број од почнати проекти со конкретен буџет и динамика, кажа тој на денешниот отчет. Врз основа на барањата на граѓаните, дури 37% од општинскиот буџет се за капитални инвестиции, а со кои предвидуваме 3 развојни проекти. Изградба на обиколница од булевар Гоце Делчев до Новосело, изградба на крстосница на пресек меѓу улиците Борис Крагер и Сремски фронт и изградба на фекална канализација во населба Железничка. Со идентичен список на започнати и реализирани проекти излегоа градоначалниците на Карбинци и Македонска каменица, Виктор Паунов и Димчо Атанасовски. Асфалтиравме улица во селото Таринци. Целосно го завршивме започнатиот проект кој се градеше со години, мостот и пристапниот пат во село Карбинци. Започнуваме со реализација на уште една улица во село Долни Балван. Во завршна фаза е уредувањето на речното корито на река Козичка во Карбинци. Во општина Македонска каменица во моментов во тек е изградба или подпишани се договори за изградба на следните локални и пристапни малски патишта и улици кои се со вкупна должина од околу 6545 метри. Локален пат до Мал Албанци во село Тодоровци, реконструкција на дел од локален пат до село Цера, локален пат до Дракарска Мал во село Луковица. Отчетот градоначалниците од регионот го даваа пред граѓаните, но и пред партискиот лидер чии кандидати беа на изборите. Според Мицковски, заедно со функциите, градоначалниците добиле и празни општински каси и огромни долгови. Бидејќи само јавното предпријатие ИСАР го оставија со повеќе од 300 милиони денари долг, тоа се повеќе од 5 милиони евра. Значи, само едно предпријатие со 5 милиони евра долгови. Малата општина Пешчево има долг од близу 1.000.000 евра, или поточно 900.000 евра. Додека пак половина милион евра долг има и Чешиново Блешево и уште многу други работи. За 100 дена градоначалниците на ВМРО ДПМН во државата се пофалија за реализирани 1090 проекти, од кои 166 капитални.